имаме една власт која што вака на прв поглед е мултиетничка. Таа и е мултиетничка власт. Но таа власт ја крепи машинерија, која се базира на интерес, пари, непотизам, корупција, страф, насилство, сервилност, криминал, кражба на народни пари, манипулирање на избори, затварање на новинари и медиуми. Тие вредности, тие пристапи и ресурси ја крепат, но незината главна сила, кучија крюесорек ти поштети, чендрон на псевдопатриотизми. Главната сила на таа машинерија лежи во псевдопатриотизмот и во можноста секогаш да ги мобилизира националистичките страсти, кои ќе и притребаат. Сетете се на сите случаи во блиското минато, кога токму во вистинскиот момент за нив, ние се крвиме меѓу себе. Брате, ju them miq të dashur, bashkë luftëtar të dashur. Hajde të bashkohemi, hajde da se splotime, da se združime. Им покажуваме деновите и на протестот на студентите, и вчера на протестот на хонорарците, и сите што ги поддржаа. Ju трегуваме да ме протестат кундр бруталитетит по лицо. Дека таа приказна веќе не им врви, дека сме сплотени, дека таа битка веќе сме ја добиле. Треба да го задржиме тоа наше единство и тие полека ќе си одат. Ние, граѓаните на Република Македонија, ќе си го преземеме суверенитетот кој ни припаѓа, кој што е омеѓен и јасно напишан во Уставот. Да намарим собранитетите штети на туа тона, собранитетин че не вера таков, ја партије политике. Ајде! Ајде ке действува на неколку начини, на 3 начини. Прво, ајде ке се гради и ке се развива од внатре. Ке разменуваме искуства, ке се дружиме, ке дебатираме за вредности, за музика, за култура, за уметност. Ке градиме внатрешна структура, ке создаваме пламени и јадран из целата држава. Второ, ајде ке помага. Ке помага на ранливите, на кршливите, на заедниците на кои им треба подадена рака. Ајде ке ги развива солидарноста и волонтерството и ке побара посилните да ги побараат послабите. И трето, знам дека повеќемина од вас сте тука токму заради ова третово, ајде ке се конфронтира, ке пркоси, ке се спротиставува, ке ги ремети лошите политики на власта. Ајде ке артикулира јавни ставови против газењето врз човековото достоинство, против лагата и грабежот, против изживувањето со етничките и меѓуетничките чувства на граѓаните на Македонија. Ајде ке излегува на площади и на улици по мала, по медиуми и нема да дозволува пропаста да ни проаѓа пред нос и да поминува незабележана. Ајде ке се конфронтира со пропаста која се заканува на Македонија. Драги пријатели и граѓани, дали ви е криво што дел од вашите блиски се заминаа од Македонија? Колку пати досега сте помислиле вие да ја напуштите државата? Дали ви е страх за пособствената и за едината на вашите блиски? Епа, ајде да ја спасиме Македонија, ајде да обезбедиме достоинствен живот на граѓаните на Македонија. Ако ги разгледаме сите сфери од нашиот, за жал, се повеќе заболен воспитно образованизам, тогаш би тргнала со основното образование и со еден од аспектите кои мислам дека треба да најмногу да заслужува внимание, сигурно. Мислам тука пред се на простата имплементација на туѓи искуства, како колку и да се квалитетни, тоа се сепак туѓи системи. Особено во основното образование се инсистира на тоа да се пресликаат на домашен терен
без оглед на тоа што не се проверени, ниту однапред се земени во предвид можните ефекти од калемење на туѓ систем на услови кои немаат еднаква мерка како таму од каде што доаѓаат. Реков дека може многу да се зборува, меѓутоа ефектот од ова во основно образование, меѓу вас гледам тука puno млади луѓе, сигурно имате деца кои сега се соочуваат со Кембридж програмата, да речеме, која разбира од искуство од моите колеги кои се помлади и пријатели кои имаат деца на таа возраст. Тоа подразбира повеќе часовна работа дома со плачки, непримерена тежина на материјалот за таа возраст и слично. Ефектот директен секако би подразбрал креирање на еден поглед на воспитно-образовна институција од која тоа дете тргнува како мало и треба да ги изуди натаму сите. Вештачката култура на режимот фабрикува минато, кој го брише нашето проживење на минато, нашите спомени. Оваа култура ги фасадира нашите траги врз градот, нашите чекори по улиците, нашите љубови низ градските сокаци и паркови. Оваа култура е стерилна, фантомска култура. Таа не сака да слушне како дишат, како се смеат, како зборуваат, како се поздравуваат луѓето. Оваа култура ги закопува спомените на солидарноста и на градењето на модерноста со кои се гордеевме и на кои со топлина во душа се уште скришом се присетуваме. Мондеми да ги патијете, там бројм шешерим, nga vjedje orkestruar, nga sulmi i klasave më të lëndueshme dhe nga sulmi ndaj të varfërve. Hajde të luftojmë për ardhmërinë të cilën ka vend për të gjithë. Hajde të them qeshjen në ftyrë e miqve tanë, në ftyrë të kush. Ајде да се здружиме сите ние, сите различни и ајде слободно да окажеме се оно што не тишти и се оно што не радува. Ајде заедно да ја направиме оваа држава безбедно место за сите нас. Без страв дека некој ќе не нападне на секој затоа што сме жени, педери или лесбејки. Без страв дека нема да можеме да ја преминеме границата и ќе ни стават две цртки во пасош само затоа што сме роми. Без страв дали ќе обезбедиме гола екзистенција за нашите деца и за нас ако сме стечајци или хонорарци. Ајде да го вратиме достоинството во животот на луѓето, затоа што само ние можеме. Ајде повторно да го освоиме јавниот простор, не само плоштадот и уништените градски паркови, ами просторот за дебата, за споставување мислења и ставови. Без страв дека некој ќе заврши во притвор со казна од 9.000 евра или во ендек. Над 250.000 младија напуштија нашата земја през минатите 10 години. На 8 септември 1991 година македонскиот народ одлучи нашата земја да стане самостојна, независна и демократска република Македонија. Тоа беше историска победа на нашиот народ, но поразите од тогаш некако преовладуваат.